Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Срцевите заболувања се меѓу водечките болести во светот, а срцевите удари се почести. Покрај генетиката врз здравјето на срцето и крвните садови имаат влијание и низа други фактори. Според Светската здравствена организација, 80% од срцевите инфаркти би можеле да бидат спречени, доколку навремено се направи промена во животниот стил и исхраната. Која храна најмногу ги оштетува срцето и крвните садови, а која е најдобра за нивното здравје? Дали храната за добро срце е лесно достапна за сите и ефтина? На овие и многу други прашања денеска одговори ќе побараме од доктор Маја Врчаковска, интернист-кардиолог во Центарот за внатрешни болести срце. Интервјуто започнува веднаш по рекламниот блок. За поврзаноста на здравјето на срцето и крвните садови со исхраната, денеска разговараме со доктор Маја Врчаковска, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Центарот за внатрешни болести срце. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов, Марија. Благодарам за поканата во една од најпрекрасните и мои омилени едукативни емисии од областа на здравството. Баш ми е драго што е тоа така. Докторке, велат дека чистите крвни садови се клучи за нашето здравје. И па сега што е создава нечистотијата во нив? Така, значи, здравјето на крвните садови зависи од неколку фактори, од многу фактори всушност. Значи, имаме факторите, може да ги поделиме на фактори на кои што ние не може да влијаеме, а тоа е генетиката, возраста и полот. Машкиот пол, мажите почесто страдаат од кардиоваскуларни заболувања, затоа што нас жените до менопауза женските хормони не штитат од заболувања на срцето и крвните садови, а веќе после 10 години од менопауза се изедначуваме со мажите. За среќа, модифицирачки фактори или фактори на кои што може да влијаеме и од нас зависат, ги има повеќе и пред се ќе споменам дебелината, потоа брзата или нездрава исхрана, физичката неактивност поточна, пушењето, алкохолот, стресот и така натаму. Кога сме кај дебелината, ќе се коригирам, значи не само дебелината, туку и прекомерната телесна тежина или мастите во внатрешните органи, значи имаме и луѓе со нормална килажа, а замастени внатрешни органи. Со оние висцеларни масти што ги имат во стомачната регија. Тоа се висцералните масти, значи стомачниот тип на дебелина е најопасен тип на дебелина што се однесува до здравјето на срцето и крвните садови. Зошто е тоа така? Значи, кај здрави луѓе, нормалното масно ткиво има заштитен ефект, противоспалителен ефект на зидот на крвните садови. Меѓутоа, масното ткиво долго време се сметаше дека дебелината е само естетски проблем, меѓутоа и како треба да се категоризира во групата на заболувања. Зошто е тоа така? Значи, висцералните масти, тоест мастите во внатрешните органи, не се само естетски проблем. Значи, масното ткиво, висцералното масно ткиво не е само еден индиферентен, инертен орган или резерва на енергија. Масното ткиво буквално се однесува како орган со внатрешно лачење, значи ендокрин орган, тоа е метаболно функционален орган кој што произведува на сите познатите поирата на ковид цитокини, туморни кротизирачки фактори, интерлеукин 6 и така натаму, кои што прават воспаление на зидот на крвните садови. Произведуваат меѓу другото и резистин, ангиотензин 2, кои што прават вазоконстрикција, тоа е стегање на крвните садови, а од тука и покачен крвен притисок. Значи, дебелината долго време не остава последици. Имаме некои покачени шеќер, маснути, мочна киселина. Меѓутоа, овој проблем, и така е проблем во подоцни години, и доколку перзистира подолго време, значи, со други зборови, ова го нарекуваме метаболен синдром. Зошто? Луѓето со метаболен синдром живеат во просек 10 години пократко, затоа што добиваат диабет, тоа е шеќерна болест, покачен крвен притисок и нормално телото пропаѓа. Доказ за воспалението кој што го прави дебелината на зидот на крвните садови е тоа што често се сретнуваме со пациенти кои што кажуваат дека јас подолго време имам покачен CRP, маркер на воспаление, оној протеин што го испитуваме рутински кај дечиња покрај крвната слика при симптоми на настинка, без разлика вирусна или бактеријска инфекција. Значи, овие луѓе кои што имаат воспаление заради стомачен тип на дебелина,
подолго време имаат покачен, лесно покачен маркер на воспаление, CRP до 13-14, не повеќе, кој што сам за себе е показател дека ти имаат голем ризик за кардиоваскуларни заболувања. Потоа брзата храна, нездравата исхрана, брзиот начин на живот, недостаток на време за да се приготви еден домашен топол оброк и како не тера да посегнеме по брза храна, тоест пица, сендвичи, тестенини од бело брашно или за доручек. Многу често во Македонија тоа се консумира. Тоа е храна која што има само калории, нема нутритивна, нема хранлива вредност, значи само калории, која што брзо не сатурира, не снабдува со енергија, меѓутоа телото за да потроши таа енергија, за да го согори тој шеќер што го внесуваме или па да го складира во вид на масти, толку многу енергија троши и потоа после таков оброк после 40 до 60 минути сме буквално без енергија и тоа не тера да да прилегнеме така и да бидеме неактивни. И така. Значи физичката неактивност е делумно и оправдување, значи недостаток на време, долг пат до работа, сообраќај на гужва, меѓутоа мислам дека нема оправдување, нема изговор. Значи физичката неактивност доведува до складирање на внесените калории, значи се е внес-изнес. Калориите што ги внесуваме, посебно ако храната е калориски богата со калории или повеќе шеќери, складираме масти, немаме енергија, не практикуваме физичка активност, не ги трошиме калориите и тие се складираат за брзо време во внатрешните органи. Се радувам што во Центарот за внатрешни болести срце работиме превентивна медицина, диететика и диетотерапија, значи добар склоп сме со комбинација на лекари специјалисти со нутриционисти, токму даваме совети за промена на животниот стил и спречување, тоест превенција на кардиоваскуларните заболувања. Така, бидејќи Светската здравствена организација вели 80% од срцевите удари би можеле да бидат спречени, доколку се направат овие промени што ги споменавте со животниот стил, начинот на исхрана и сите останати фактори кои што се модифицирачки. Сега ќе се задржиме малку повеќе на оној фактор што можеме да го промениме, односно на кој што можеме да влијаеме, а тоа е храната. Знаеме дека холестеролот, покачениот холестерол влие врз срцето и крвните садови. Сега, тој всушност е одговорниот за формирањето на атеросклерозата? Па да, прво имаме добар и лош холестерол. Лошиот холестерол е оној што се складира во зидот на крвните садови и доведува до масни наслаги, стеснување на зидот на крвните садови, а во даден момент тие наслаги пукаат, тоа структурираат и го блокираат комплетно крвниот сад и доведуваат до кардиоваскуларни инциденти како инфаркт, мозочен удар и така натаму. Докторке, дали исхраната го покачува нивото на холестеролот, бидејќи има многу ставови кои што се спротивставени? Да, порано сваќањата во однос на тоа дали храната влие на холестеролот беа малку поразлични. Ние порано, бидејќи реално на медицински факултет овде и во околните земји немаме предмет нутриција, тоа е цела наука, потреба на факултет да завршите за да бидете нутриционист. Меѓутоа и ние треба да имаме некои базични знаења и порано препорачувавме смален внес на масти од животинско потекло, црвено месо, млечни производи, меѓутоа ставовите се променети доста, значи ако порано ако сметавме дека холестеролот е реален после, значи ако се испита после всушност на гладно, значи тоа е заблуда. Холестеролот е сеедно е дали внесувате храна и го испитувате холестеролот, храната во моментот не влие на нивото на холестерол, но влие на другите фракции, на триглицериди, на шеќерот, на ензимите и затоа тие во пакет се испитуваат како анализија. Меѓутоа, да појаснам околу холестеролот. Значи имаме ендоген холестерол, тоест холестерол што нашето тело го произведува и тоа е буквално 80% од вкупниот холестерол, што го испитуваме во лабораториски анализи, а само 20% го внесуваме преку храната. Така да храната многу не влие, меѓутоа понатаму ќе стане збори за типот на масти, всушност што би требало да ги внесуваме. На долги стази, долги години ако се храниме лошо, самата дебелина доведува до пораст на лошиот холестерол, до дисбаланс на нивото на добриот и лошиот холестерол, на пораст на триглицеридите, на шеќерот, а шеќерот и мастите се системно сврзани садови,
Потоа самата дебелина и конкретно кај мажи кои што ги трпаат мастите во појасот, масното ткиво има ензими ароматази кои што го претвораат машкиот хормон во женски хормон, не до степен да се сфеминизира, туку до степен тој женски хормон да не е безбеден и да предизвика во иднина тромбоза, тоест гручување на крвните садови. Кој тип на масти конкретно што ги внесуваме преку исхраната се најпроблематични кога станува збор за холестеролот, за оние 20% што споменавте, кои што може да се покачат како резултат на исхраната? Поврзани ли се со нешто конкретно? Да, значи имаме масти, сатурирани масти, тие се најштетните, всушност штетни. Да, во 20% холестерол што го внесуваме, сатурираните или заситените масти се треба да ги внесуваме во помала концентрација. Тоа се масти од животинско потекло кои што ги има во месото, месни преработки, млечни полномасни млечни производи, десерти, сладки и слично. Меѓутоа, да, тоа се тие масти би требало да ги внесуваме во помала мера или помалку во текот на неделата. Но не значи скроз да се исфрлат. Комплетно да се исфрлат сатурираните масти, не. Поопасни масти се трансмастите кои што се добиваат во процесот во индустријата со хидролиза на течните растителни масла со цел да се добие една тврда конзистенција како што е маргаринот. Тие се најопасни масти. А ги има насекаде. Така, а мастите не треба да се исклучат комплетно од исхраната, значи ако збориме за човек со нормална килажа, процентуално би требало да внесуваме 10 до 35% на масти. Мастите се неопходни макронутриенти кои што мора да бидат составен дел од секојдневната исхрана, затоа што прво дава чувство на ситост, нормални калории за оној базичен основен метаболизам за нормални потреби, дури без физичка активност немаме, телото троши енергија. Така, извинете, само да докажам, мастите го одложуваат и празнењето на желудникот и апсорбцијата на шекерите, значи го намалуваат оној пик што го правили скокот на шекер во крвта. Исто и се неопходни за апсорбција на мастите, масно-растворливите витамини А, Д, Е и К. Така да не треба да бидат изоставени во исхраната. Бидејќи се очигледно многу важни и клучни за нормалното функционирање на организмот. А другите масти кои што би требало да изобилуваат процентуално во исхраната, во ние 10 до 35% се несатурирани, кои што се тие најздравите. Да, поздравите масти, тоест тие се мононезаситени и полинезаситени масни киселини. Мононезаситени ги има во јатките, во растителните масла, а полинезаситени се омега-3 и омега-6 масни киселини кои што ги внесуваме како суплементи и претежно ги има да и во маслата, меѓутоа и во рибата, како што е лососот и краб, пастрмка и туна и така натаму. Кога зборуваме за покачен холестерол, понекогаш се случува некој да има нормална телесна тежина, да биде физички активен, да се храни здраво, а потоа на испитувањата лабораториски да добие неочекуван резултат, покачен холестерол. Зашто се работи? Генетика ли е во прашање во ваков случај? Да, генетски кај некои луѓе телото произведува повеќе оној внатрешен ендоген холестерол и тоа е еден од факторите, меѓутоа и хормоналниот дисбаланс. Ние кај луѓе кои што имаат стрес, значи холестеролот учествува во производство на репродуктивните и други хормони, меѓу другото и кортизолот и адреналинот, кои што се стрес хормони. Често гледаме слаб здрав човек, како што кажавте, физички активен со покачен холестерол. Потоа кај заболувања на тироидната жлезда. Ние често кога имаме покачен холестерол, посебно кај млади луѓе, без разлика, многу се чести заболувањата на тироидната жлезда. Да, бараме и испитување на хормоните на тироидната жлезда. Потоа физиолошки во менопауза, заради падот на естрогените или андропауза кај мажи, заради падот на тестостеронот, холестеролот буквално додава газ за да ги произведува. Во бременост, во период на доање, тоа е физиолошки скок на холестеролот. А што е со триглицеридите? Дали тие прават проблем на крвните садови? Триглицеридите дали се поврзани со начинот на исхрана? Апсолутно, тие да. Триглицериди се испитуваат на гладно, не за џабе. Триглицеридите не се складираат во зидот на крвните садови, меѓутоа создаваат услови за оксидација, тоест прават воспаление на зидот на крвните садови за лошиот холестерол да може да се складира во зидот. И тие се поврзани со исхраната. Често гледаме триглицериди
пациент кажува дека долго време има покачени триглицериди, дека да, детектирано е на систематски прегледи дека има заместен црн дроб и токму тоа триглицеридите се тесно поврзани со внесот на брзите шекери. Тоест тестенини, десерти, сокови, прости шекери, се што е од бело брашно. Сите тестенини од бело брашно. Обично не би направиле таква паралела с големе внес на шекери, покачени масти во крвта. Затоа што, триглицеридите се формираат кога ќе се надмине енергетската резерва. Кога внесуваме шекер или воопшто храна, калории, се складираат во вид на гликоген во мускулите пред се и во црниот дроб и во други органи. Гликогенот е резерва за енергија доколку ни треба брз скок на шекерот, пример, при кратка физичка активност. Меѓутоа, доколку се надмине тој баланс, т.е. доколку внесеме повеќе калории од што треба, инсулинот, покачениот инсулин го тера црниот дроб да го претвори шекерот во триглицериди. Секогаш кај луѓе со покачени триглицериди, често гледаме, не често, скоро кај секој заместен црн дроб на ехо преглед, и секогаш препорачуваме тест за скриен шекер, особено кај луѓе со долги години покачени триглицериди. Триглицеридите претходат кај луѓе кои што имаат генетска преиспозиција за диабет, претхода долги години пред да се покачи шекерот. И кај нив препорачувате, претпоставувам, диета, односно промена на вес на шекери. Шекери не само благото како благо, туку и тестенините, се што е од бело брашно, алкохолот меѓу друго во поголема количина, шекер, сокови, десерти, се што е благо, се што содржи физичка активност со цел да се троши шекерот. Така да се потроши. И сега некои пациенти кога ќе имаат покачен холестерол, се стават на терапија со статини. Дали статините успешно го регулираат проблемот со покачениот холестерол? И дали статините сами по себе би го решиле проблемот без промена на начинот на исхрана? Вака, околу статините, толку мокни невистини постојат околу статините, кога ќе дојде пациент често вели, ама не ми го препишувајте лекот затоа што сум слушнал дека ако еднаш го почнам, никогаш не сме да го прекинам. Ние проценуваме колку е пациентот ризичен и даваме статини. Статините, сите лекови имаат минимална терапевска доза и максимална доза. Над таа доза или токсичен ефект или нема никаков ефект. Секако дека секој лек, па дури и витамините, кога ќе го отворите опатството, пишува кои се несакани ефекти на лекот. На луѓето им е дозволено да носат погрешни одлуки затоа што се пласираат невистини околу статините. И тие теории на заговор некога може живо да го чинат. Невистините патуваат повргу од вистината, особено кога станува збор за статините. И доколку веќе препорачаме статин, статините се измислени да го намалат холестеролот како бројка, меѓутоа имаат противоспалителен ефект, како антиоксиданси делуваат на зидот на крвните садови. Кога веќе има наслаги на крвните садови или стеснувања, ги стабилизираат тие наслаги и не дозволуваат прогресија. Има и студии кои што докажуваат дека тие наслаги на годишно ниво се намалуваат за 0,1%. Тоа е 1% за 10 години, меѓутоа за 10 години човек е постар за 10 години, како се губи еластичноста на крвните садови. Да, статини во случај кога треба. Ние проценуваме колку е пациентот ризичен, колку е нивото на холестерол и како делуваат на нивото на холестерол и действото е дозно зависно. Да речеме, ако е екстремно покачен холестерол, даваме и поголема доза, внимаваме нормални несаканите ефекти. Најчести несакани ефекти се мускулни болки, поголема доза делува и на шекерот, меѓутоа кога треба да се даде статин, се дава и во поголема доза. Има сега и нови лекови, како езетимиб, кои што делуваат на ниво на тенкото црево, на абсорбција на холестеролот, кои што имаат многу моќен ефект, особено доколку се додатат на статините, за да го избегнеме несаканиот ефект на статинот во поголема доза. Додаваме езетимиб или доколку има несакани ефекти од статините, ги даваме овие лекови за да го решиме проблемот со холестеролот. Статинот ќе оди секогаш заедно со промена на исхраната, рака под рака или не мора да значи тоа? Апсолутно, да. Парадоксално, но што веќе го кажав дека храната не влие комплетно, меѓутоа оние 20% на холестерол внесен преку храната треба да биде претежно за сметка на незаситени масти, тоа е здрави масти од растително потекло или преку риба. А да се намали внесот на црвеното месо и млечни производи, да. Што се наоѓа на и други фактори се тука важни, и физичка активност, и редукција на стрес, и пушење.
иако пушењето не делува на холестеролот, меѓутоа Ќе ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на темата на која што говориме, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна и добредојдени се сите ваши прашања и дилеми поврзани за сето ова што е тема во денешната емисија. Ќе се задржам сосем уште малку на статините и на холестеролот, а потоа продолжуваме понатаму кај пациентите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања или пак некаков кардиоваскуларен настан доживеале. Колкаво треба да биде нивото на холестерол? Кај пациент, тоа е веќе за секундарна превенција, тука веќе построги се критериумите. Нивото на лошиот, конкретно ние ги следиме фракциите, за жал рутински во оние пакети кои што одат преку фондот, кои што се покриени, не влегуваат добриот и лошиот холестерол и затоа апелираме да се бара дополнително како анализа да се испитаат добриот и лошиот холестерол. Идејата е лошиот холестерол да се држи што пониско за секундарна превенција, доколку се случил веќе некој инцидент, ако за нормална популација горна граница на лошиот холестерол е 3 милимоли во литар, овде треба да се држи пониско, под 1,4 или доколку е пациент со нормално ниво на лош холестерол да го намалиме за дури 50% од појдовната вредност. Така, значи ова е објаснувањето зошто треба да се всушност вредностите под нормалните и кај нив статините се дел од терапијата секогаш? Апсолутно, не изоставен дел покрај останатата кардиолошка терапија и не е само холестеролот како бројка, туку оние плеотропни, неочекувани ефекти, позитивни ефекти на статините. Оние кои што се можеби побитни, значи како антиоксиданси делуваат на зидот и ги стабилизираат на слагите. Кога зборувавме пред малку за триглицеридите, го спомнавте алкохолот, но има некои истражувања кои што велат дека црвеното вино пак позитивно влие врз срцето и крвните садови. Па сега да се пие чаша вино или не? Добро прашање, значи се што е умерено нема штета кога се однесува здравјето на крвните садови, значи до 2 чашки алкохол кај мажи и една кај жени. Ние жените немаме толку алкохол на дехидрогеназен ензим што го разградува алкохолот и во поголема концентрација, зборувам секојдневна употреба, повеќе од една чашка е веќе не е аперитив алкохолот, туку е веќе и токсин и шеќер. Црвеното вино се препорачува пред белото или останатите пијалоци, особено дестилатите, затоа што има рибофлавоноиди, тоест ресвератрол, кој што е моќен антиоксидант, се ги стабилизира на слагите на зидот на крвните садови. Правени се клинички студии лабораториски со 500 мг ресвератрол. Тоа во пракса е невозможно да го внесеме преку црвеното вино, затоа што тоа е аналогно на 40 литри вино дневна консумација на алкохол, инкомпатибилно со живот. Меѓутоа во мали дози, прво е аперитив, добар за релаксација, тоест алкохолот воопшто, а особено црвеното вино, заради тие антиоксиданси се препорачува пред било кој друг алкохол. Значи безгрижно можеме по една чаша црвено вино слободно да се напиеме, бело? Бело да, значи тука белото е исто здраво, меѓутоа сега во процесот на значи белото вино се добива со ферментација пред да се отстранат тврдите состојки, лушпата и симката. Не сум експерт за вино, меѓутоа имам некои базични познавања. И белото вино не содржи ресвератрол како црвеното вино, меѓутоа и нема многу шеќер како што се мислеше. Значи црвено вино нормална чашка до 118-120 милилитри има 0,9 грама во една чашка шеќери. Белото вино има нешто повеќе, 1,2 или зависи од сортата, од грозијата. Меѓутоа црвеното вино пак има повеќе алкохол, но за разлика од други алкохоли и не е така лошо бело вино. Значи и тоа не е така лошо, но да се држиме за црвеното поради умерена концентрација. Умерена, количина. Апсолутно. Се вклучате во умереност. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Вака, јас едно прашање до вас може, до доторката. Секако повелете. Вака, јас навечер имам приметено, од кога ќе се напијам апче росвера, можам да јадам, а претходно имам мачнини тегови, не можам да ја сварам хранава.
Исто имам и проблеми со срцето. Што може да биде и работата? Јас не ве разбрав, го разбравте прашањето? Колку што разбрав, пациентката прашање има некој да нема. тегоби после земање на лекот росувастатин. Пред да земам Росвера. Така, тогаш мислите дека лекот росувастатин ви помага во однос на тие тегоби? Па не би рекла, тој нема таков заштитен ефект на желудникот. Најверојатно земате други медикаменти како ацетилсалицилна киселина или аспирин, бидејќи имате проблеми со срцето кои што може да даде тегоби со желудникот или може би имате камења во жолчното кеси и тоа треба да се види. Сигурно имате проблеми со воспаление на желудникот или Значи интернистички преглед би бил потребен да се направи, така? Да, нема заштитен ефект статинот на што се однесува до желудникот, тоа е чиста коинциденција. Би требало преглед да се направи. Добро, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. И еден срдечен поздрав до водителката, а посебно топал поздрав до доктор Маја Врчаковска. Само толку прашања немам и сакам да речем да е златна докторка Бака од Гостивар. Така, ви благодарам многу за вклучувањето и за комплиментите што ги упативте и наменено пред на докторката. Благодарам многу. Доктор, ќе се задржам уште малку на алкохолот и на покачениот крвен притисок. Некои велат дека една чашка ракија им го намалува крвниот притисок. Па дали ракијата во мала количина може да влие добро на срцето и на крвните садови? Да, алкохолот, како што кажав, во умерена количина до 2 чашки, поточно ева конкретно за ракијата беше прашањето, ја намалува психичката тензија, тоа стресот, плюс алкохолот е диуретик, значи кога внесуваме алкохол се шират крвните садови, се зголемува протокот низ бубрезите и паѓа крвниот притисок. Една чашка ракија, апсолутно да. Значи само една. Како аперитив, да. Така, како аперитив, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден до следниот гледач кој што ќе се вклучи во денешната Телма амбуланта со прашање. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Здраво. Едно прашање до докторката. Во саботата имав температура целодневна 38,6. До вечерта ми се смири температурата со болки во мускули и во телото. Во неделата бев малку подобра и вчера направив крвна анализа со ЦРП и урина. Резултатите од крвната анализа во моментов да ги прочитам, АСТ-то е 69 во грани, мислам покачено, АЛТ-то 344 со холестерол 6,62 и триглицеридите 2,23, а ЦРП-то 59,5. Во неделата на вечерта, кога легнав да спијам, почувствував дека целото тело почнува да ме чеша, најинтензивно дланките и стапалата, со тоа што не ми се смири цела вечер, а додека вчера чешањето се префрли и на целото тело, освен дланките и стапалата. Чешање сега може би малку грубо би звучала, дури како некое нервно расстройство, но да не можам да се смирам, дури до само повредување од чешање со некои мали гребаници. Дали овие резултати предизвикуваат нешто мислам, покачените резултати ми предизвикуваат нешто со чешањето или нешто друго е во прашање. Денес бев на дерматолог. Дерматологот ми кажа дека нема ништо со кожата и ме препрати на инфективен доктор. Па би ја замолила докторката нешто да ми објасни за овој случај. Ако може да ви даде некакви насоки, ви благодарам за вклучувањето во И програма. околу резултатите. Значи, покачените ензими, предпоставувам и тука најмногу сакате да се задржиме, значи холестеролот и триглицеридите не се реакција на моменталната состојба. Според симптомите, може би имате некоја, предпоставувам, не знам резултатите од крвната слика какви се, меѓутоа има воспаление, може би е вирусно. Вирусите доста често даваат такви системски реакции на кожата со осип или чешање, а ензимите АСТ и АЛТ, кои што сите сметаме дека се ензими само од црниот дроб, се и мускулни ензими. Вирусите прават воспаление во телото и растат АСТ и АЛТ. Тука се неопходни други фракции, други ензими, креатинин, фосфокиназа, кој што ги диференцира
Овие два дали се мускулни ензими, ГГТ, И дали се од гама црниот глутамил дроб. трансфераза, кој што ги диференцира дали се од црниот дроб. Триглицеридите и холестеролот се резултат на најверојатно лоша исхрана, можеби менопауза и слично и немаат врска со моменталната ситуација, но добро сте упатнена кај инфектолог и треба да се повторат ензимите, обично кај кога растат мускулните ензими АСТ преовладува над АЛТ. Но во случајов можеби има и замастување на црниот дроб претходно со воспаление на црниот дроб, а сега се дополнително покачени, не знам какви биле претходните анализи, кај замастување на црниот дроб со воспаление, значи кога растат ензимите, АЛТ преовладува над АСТ. Може тоа да даде јадеж на кожата? Па не, кај заболување на жолчното кесе со жолтица, да, може да се јави јадеж, меѓутоа ензимите не. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до студијето. Ви благодарам. И, сакам да прашам, значи при лабораториски наод триглицеридите ми се 1,42, а вкупниот холестерол 5,49, со тоа што лошиот холестерол е 3,48, а добриот 1,30. После имам примано Росвера и следните вредности се холестеролот, вкупниот холестерол ми е 4,3, а ЛДЛ е 2,56 и HDL 1,22. И сега прашањето ми е, сега примам Росвера од 20 мг. Дали треба да продолжам да ја пијам постојано Росверата или може да се намали вредноста на Росверата? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли да се прават адаптации на лекот? Па, така? одлично прашање. Ако еден лек делува и ги одржува мастите во граница на нормала, дури и да сте диабетичар, бидејќи кај диабет исто се построги критериумите, најверојатно сте немале некој инцидент како мозочен срцев удар, стен байпас и слично. Кај диабет, ЛДЛ не се држи под 3, туку под 2,6 милимоли во литар, така да иде пациентката диабетичар, одлични се резултатите и треба да продолжи со терапијата, секако со модификација на начинот на исхрана и физичка активност. Погрешно е кога пациентот на своја рака го прекинува лекот, нормално, потоа се јавува ребаунд феномен на скок на холестеролот. И триглицеридите се под контрола, така да би требало да се продолжи со терапијата. Повозрастна пациентка е, претпоставам, повозрастна, во смисол во некоја средно доба според гласот, и дефинитивно статини на таа возраст, кога се веќе препишани од лекар, на своја рака никако не треба да се прекинуваат, ниту пак со вакви резултати не треба да се преполови дозата. Бидејќи многу се охрабруваат кога ќе видат добри резултати, сметаат дека треба да се прекине терапијата. Сега појаснете од која причина тоа не смее да се направи, а што е со пациентите кои што имаат покачен крвен притисок и сето тоа влијае врз работата на срцето? Дали тие треба да внимаваат и на солта во исхраната? Колку сол да се внесе и како тоа да се контролира кога има скриена во сол во низа продукти? Така. Ние не може да го измериме количината на сол која што внесуваме во текот на денот, но овака проста компарација, ако кај луѓе со покачен притисок треба да се намали внесот на сол до 5 грама, во текот на денот македонец внесува 20 до 30 грама. Или пак ја соли храната уште пред да ја проба. Треба да се намали внесот на сол или да се внесува калиумова сол, мада со односот на калиумовата сол содржи калиум хлорид, кој што го намалува крвниот притисок, меѓутоа не знам кај нас мислам дека и нема, на време увезува калиумова сол, а и процентот на калиум хлорид во калиумовата сол е многу мал, значи сепак е обична сол натриум хлорид. Да се намали внесот на сол во исхраната со тоа што не треба да биде пресолена кога се готви и да не се досолува колку што е сготвена. И нормално да се јаде дома, по можност нормално ќе седне човек надвор секогаш е посолена храната, за да пиете повеќе. Значи семејните ручеци доколку се вратат, сигурно тоа драматично ќе влијае на промената на здравствената состојба воопшто кај сите од деца до возрастни. На тој принцип се базира и ДАШ диетата. Тоа е диетарен пристап за регулирање на крвниот притисок, која што вклучува смален внес на сол меѓу другото. Солта врзува водата, задржува во телото и затоа притисокот расте. Така. Ајде да го продискутираме одној француски парадокс.
Во Франција има навистина многу помал број на лица со кардиоваскуларни заболувања, со кардиоваскуларна смрт, во споредба со останатиот дел од светот, а нивната исхрана содржи и вино, содржи и трансмасти, бидејќи имаат круасани, имаат многу продукти кои што не се сметаат за здрави. Тоа е многу интересна констатација, францускиот парадокс. Тоа е една епидемиолошка обсервација од 1980 година од француски научници, каде што е забележано дека и покрај таквата исхрана французите се долговечни. Подоцна се испостави дека тоа е само илузија. Французите многу се движат. Значи, возрасен човек во просек французин поминува 30 до 60 минути во движење во текот на денот. Плюс јадат помали оброци. Сепак тоа се умереноста во се. Тоа се социјодемографски фактори кои што влијаат на долговечност, така и луѓето мислам дека имаат повеќе култура на исхрана и движење, пак се враќаме на оние фактори на кои што ние може да влијаеме, тоа е умереноста во се. А зошто се јавуваат повеќе проблеми со срцето, односно кардиоваскуларни инфаркти, по празници или пак по одмор за време на викенд? Празниците секогаш се е во ексцес. Исхрана во ексцес, посолена храна, која што доведува до покачен крвен притисок, алкохол, прејадување, алкохол во голема количина, скок на притисок и за да не повозрасен човек кој што има мака, пример, градна болка или покачен крвен притисок, за да не го вознемирува семејството и да не му расипе празникот на семејството, не се јавува на време на лекари, тогаш се јавуваат инцидентите. Баш заради тоа што се е во изобилие. Значи така се објаснувато синдром на празнично срце го нарекуваат. Прејадување, препивање, пресолена храна, нездрава храна генерално. Имам уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Имам екстрасистоли. И пијам конкорд, лосартан, добро од маснотиите аторис, него во вечерните часови, највеќе во спиење, ми трнат као мравки рацете. Дланките. Сега, имам проблем со коленото и веројатно и кичмата. Сега, дали е тоа све поврзано нешто или... Така, дали си тоа што го наброевте е поврзано или пак може би си лежат засебни причини во сите ваши проблеми? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков совет би можеле да му дадете на гледачот? Екстрасистоли претпоставувам, бидејќи пациентот така и ги именува и користи медицинска терминологија. Да, прескокнување на срцето, ние ги викаме палпитации. Претпоставувам, што го знае терминот, му е познат, веќе и дадена му е терапија за намалување на тие екстрасистоли или за контрола на пулсот на срцето, како што е лекот бисопролол конкор кој што го зема. Претпоставувам дека веќе направил кардиолошка евалуација на тие екстрасистоли, доколку не би требало да се направи ехо преглед на срцето, нормално се зема убава анамнеза и да се види кои други ризик фактори, како толерира напор пациентот, кога се јавуваат тие прескокнувања и да се квантифицираат со носење на апаратче кој што одредува дали се тие опасни, колку се по квалитет и по квантитет, да, холтер за ритмот на срцето. Трпките во рацете, бидејќи се јавуваат навечер во ноќните часови, повеќе би рекла дека се поврзани со проблеми во вратната регија, значи тоа е брахиоцефаличен синдром, така да тоа нема поврзано со екстрасистолите. Продолжуваме ние со денешната тема. Дали антиоксидансите се добри за срцето и за крвните садови и треба ли да ги внесуваме покрај освен во исхраната и како суплементи? Го спомнавме црвеното вино, кое што содржи антиоксиданси, тоа е ресвератрол. Прво да појаснам што се антиоксиданси. Значи, антиоксидансите помагаат во спречување на слободните радикали. Слободните радикали се нестабилни атоми кои што доведуваат до штетување на ДНК-то на клетката, значи до малигни болести, до порано старење на зидот на крвните садови. Антиоксидансите се тие што ги испречуваат слободните радикали да направат штета во организмот.
Дали да ги внесуваме? Значи има многу студии кои што докажуваат дека најдобре да се внесат природно. Значи нас ни е полесно да земеме витамини, суплементи и да завршиме работа. Меѓутоа е погубно, да, во некој случај, пример, значи антиоксиданси се минерали, витамини како С витаминот, како А витаминот, како Е витаминот, потоа минерали како селен, цинк, да, цинк и С витамин даваме кај насники затоа што го зајакнуваат имунолошкиот систем. Селен даваме кај заболување на тироидната жлезда, како што е Хашимотова болест, затоа што ги намалува антителата кои што ја напаѓаат жлездата. Меѓутоа не може да останатите антиоксиданси да ги внесуваме во неконтролирана концентрација, затоа што во даден момент антиоксидансите имаат и прооксидативен ефект, тоест може да се однесуваат како слободни радикали, така да, може да се земаат дополнително како суплементи, не предолго и не без контрола од лекар, бидејќи не се лекови, баш токму тоа се суплементи. Значи треба да се внимава и во однос на антиоксидантите не треба безгрижно да ги земаме колку што ние сметаме дека природно да се внесат. Значи најдобрите витамини и минерали се во вошјето и во зеленчукот, меѓу другото тие содржат и антиоксиданси. Медитеранската исхрана се препорачува како идеална за кардиоваскуларното здравје. Вие што препорачувате? Па медитеранска исхрана наша во поднебје потешко остварлива, меѓутоа да, најпрепорачлива во однос на здравјето на срцето и крвните садови, бидејќи таа вклучува несна полнозрнест леб, полни зрна, на јатки, на ладно цедани масла, како што е маслиновото масло, масло од семки од тиква, за сметка на црвено месо, значи тоа е забрането во медитеранската исхрана, да внесуваат повеќе риба, дали речна, дали морска. Морската е богата со омега-3, омега-6 масни киселини. Десерти се исклучени, може во нормална умерена количина црвено вино. Јатки се препорачливи и тука не се забранува, нема рестрикција во однос на солта како кај ДАШ диетата што ја спомнав во однос на високиот притисок, а инаку се дозволува 2-3 пати неделно во нормална количина внесна живна на пилешко месо и мисирка. Тука црвеното месо е забрането, тоест не се препорачува и тоа е најздрав тип на исхрана што се однесува до здравјето на срцето и крвните садови. Дали тоа значи дека храната која што е добра за срцето е лесно достапна до сите нас и не е прескапа? Па да, мислам видете што значи тоа. Здравјето нема цена. Значи што се однесува до јатките, семките, полнозрнест леб, лебот може и дома да го приготвиме или да го купиме од продавница, иако реално доста адитиви во боја се додаваат во лебот. Треба да видиме што е навистина полнозрнест леб. Оној леб што е лесен, мек, тоа не е црн леб, тоа е леб фарбан со какао или адитиви во боја. Значи треба здрав полнозрнест леб да внесуваме, достапен е. Потоа масло, ладно цедено маслиново масло е секако достапно и пристапно. Меса да ограничиме внес на црвено месо на 2 пати неделно. Тоа е секако здраво за срцето и крвните садови и е достапно лесно. Пилешко, мисиркино месо исто во умерена количина 2-3 пати неделно и тоа е достапно. Овоше, зеленчук, да, апсолутно. Такво ни поднебието, така. Овошјето и зеленчукот, освен антиоксиданси, минерали и витамини, содржи многу влакна. Влакната намалуваат. Подобре да изедете цело парче мандарина отколку да го исцедите или да го изблендирате. Луѓето до доручек пијат смути, тоест цедени сокови, сметаат дека здраво се хранат. Овошјето кога ќе го изблендирате, ги кинете врските, сложените шеќери стануваат прости шеќери, веднаш се апсорбира во циркулацијата и се складира во вид на масти вишокот на енергија. Меѓутоа, ако изедете една шака овоше цело, содржи доста влакна, ја обложува лигавицата на тенкото црево и поспоро се расте шеќерот во крвта и се користи за енергетските потреби во текот на следните неколку часа. Докторке, на интернет можеме да прочитаме дека постојат природни средства, чаеви кои што ги чистат крвните садови од сите наслаги кои што се собрале. Дали се овие реклами реални и можеме ли со некаков чај да го подобриме здравјето на срцето и крвните садови? Па ако беше чајот лек, ќе беше регистриран како лек. За жал, ако ковидот беше пандемија,
постои една инфодемија, тоест пандемија од лажни информации, тоа и некои медиуми го стимулираат. Кај нас нема законска регулатива за се забрани рекламата дека лекот, дека витамините, минералите или чаевите или суплементите се лекови. Значи, ако беа лек, ќе беа регистрирани, како леки ќе беа потешко достапни или скапи, затоа што би правеле чудо во однос на чистење на крвните садови. Нема таква нешто како чај кој што на крвни садови, кои што може само мокни реклами кои што само чекаат за обичниот гледач, вака доста примамливо звучат, меѓутоа се е тоа фарса. Тајната е промена на животните навики, животниот стил, исхрана, физичка активност. И само на кратко, физичка активност колкава? Добро прашање. Значи, 30 минути дневно или 5 пати неделно, околу 150 минути во текот на неделата кардиовежби, значи пешачење, брзо одење, да излезете, да се заморите, да се задишате, да осетите дека срцето побрзо ви чука или да го покачите пулсот за 50% од оној со кој што сте тргнале, да осетите дека се потите, а да не го загубите здивот. Значи, шетате со пријателка, пешачите брзо, не нога за нога, туку малку побрзо да се движите. Тоа е вистинска физичка активност, што се однесува до здравјето на срцето и крвните садови, може и вежби на сила, 2 пати неделно, значи вежби за мускулна маса, се разбира во Да. И за повозрастните го советувате? За повозрастните, конкретно за жени, за превенција од остеопороза. Малите жени како кај млади здрави луѓе како и вежби на сила со билење на мускулна маса, кај луѓе што имаат кардиоваскуларни заболувања, само кардиовежби. Само кардиовежби? Тие не сме да работат со тежина? Малите жени, да. Меѓутоа препорачливе кардиовежби за да се подобри циркулацијата низ витално важните органи. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Многу ви благодарам и вам, пријатна атмосфера. Да, навистина беше пријатна атмосферата и навистина денеска можевме да слушнеме многу работи кои што се важни за нашето здравје, пред се кардиоваскуларното здравје. Значи сите да направиме мали промени во животниот стил кои што ќе донесат големи промени за нашето здравје. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. До гледање.